Што е парадоксот нови избори или нови локални избори, почитани гледачи? Партијата СДСМ е наследничка на Сојузот на комунисти на Македонија. Сојузот на комунисти е партија наследничка на Комунистичката партија на Македонија. Комунистичката партија на Македонија е формирана 1943 година. За разлика од ВМРО-ДПМН, која е формирана во Солун и на првиот конгрес Лјупчо Ѓорѓевски вели одиме на Солун, Комунистичката партија на Македонија не е формирана ниту во Солун, ниту во Софија, ниту во Белград. Комунистичката партија на Македонија е формирана во градот Тетово. На овие локални избори СДСМ нема свој кандидат за градоначалник во градот каде што е формирана таа партија и дава целосна поддршка на таа тарифи. И тој е парадоксот на ова СДСМ. Ова СДСМ се откажува од своето минато. Главната епопеја на Втората светска војна е ослободувањето на градот Кичево. Во градот Кичево СДСМ повторно нема свој кандидат за градоначалник и одредени криминалци и одредени бизнисмени кои во време на ВМРО направија голем или огромен капитал, а сега се блиски пријатели на Зоран Заев на СДСМ работеа за Фатмир Дехари да победи во градот Кичево. Гледате, СДСМ така лесно се откажува од својата историја и нема кандидат за градоначалник ниту во Тетово, кај што е формирана партијата, чиј наследник е партијата СДСМ, а ниту во Кичево, кај што е една од најголемите епопеи на Втората светска војна или нешто со кој СДСМ или комунистите во Македонија се гордат изминатите 70 години. Дали ова ви личи на мека федерализација, почитани гледачи? Можеби. Меѓутоа фактите говорат во тој правец. ДУИ нема свој кандидат во градот Скопје кој се смета за главен град на македонштината во Република Македонија. СДСМ нема свој кандидат во Тетово кој се смета за главен град на албанштината во Република Македонија. И гледате како федеративно ги имаат поделено зоните на влијание. СДСМ од оваа страна на Групчин, ДУИ од таа страна на Групчин. Тоа одговара, но оној договор кој некаде пред 130-140 години го правеа Хасан Приштина и Тодор Александров. Меѓутоа сега тој договор не го спроведе ВМРО-ДПМН, не го спроведе Лјупчо Ѓорѓевски, туку го спроведе Али Ахмети и Зоран Заев. Во вториот круг бевте у коалиција со БЕСА. Точно. Лидерот на БЕСА Касамји даде доста индикативна изјава кај што вели и Заев и Али Ахмети знаеа што ќе се случи на 27-ми. Не сакам ни да помислам дека тие го организираа 27-ми, меѓутоа вели тие знаеа. Се повлекоа, има информации, тогаш и министер за внатрешни работи е кадарот на ДУИ. Да. Сега нели заменик министер за внатрешни работи, значи се повлече Али Ахмети и Зоран Заев вели дека знаеа. Ако Зоран Заев и Али Ахмети знаеле дека ќе се случи 27-ми, а ако најголема жртва на 27-ми требаше или можеше да биде господинот Зијадин Села, како можете со тие луѓе кои индиректно можеби ќе беа виновни за смртта на вашиот лидер, индиректно поради тоа што можеби знаеле, а не предупредиле, да бидете во иста влада? Значи, искрено да ви кажам, тоа што се случи 27 април на мојот пријател, тој ми е пријател, без друго, тој е председател на партија Лидер. Значи, јас сум доктор, сум видел многу смртни случаи, меѓутоа таа вечер што видов 27 април нема да заборавам никогаш. Значи, човек многу близок пријател меѓу смрт и живот. И сега некој да се однесува така према него и да нема воопшто респект, ова е таа работа што највише не погодува од СДСМ. Што Заев нема респект према човекот кој може да го изгуби животот? Не, тоа е совест веќе. Тоа е барем човек треба да биде совесен малку. Знаете како, ние не знаевме дека и кога имаше, значи коалиција имаме, а ние не знаевме дека во Гостивар, Тетово и Чаир нема да кандидира кандидати СДСМ. А уназад 27 години СДСМ секогаш имала кандидати во Гостивар и во Тетово. И сега одеднаш ги нема кандидати. Јас го прашав и премиерот, зошто Гостивар вие да немате? Па ние нема шанси да победиме. Па вие сте втора партија во Гостивар. Прва е ДУИ беше на 11 декември, втори сте вие, трето е ВМРО, четврти сме ние. И нелогично е да не извадите. И после на крај ни кажа дека има обеќал на Невзат Бејта, на Теута и на... Тревари, Кјон Чекор па на тому. ВМРО е наследничка на партија која е формирана во Солун. Партијата СДСМ е наследничка на Комунистичка партија на Македонија. Таа партија не е формирана во Солун, не е формирана во Софија, не е формирана во Белград. Комунистичка партија на Македонија е формирана во Тетово. И партијата која е формирана во Тетово, наследничка ДНС СДСМ, нема свој кандидат во Тетово и ја поддржува најлошата градоначалничка во историја на Македонија. Значи таа жена може да биде се. Да, тоа таа е најлошата градоначалничка во историја на Македонија. Јас се согласувам дека господијата е способна, меѓутоа не покажа никакви квалитети за градоначалник. Ја мислам дека Тетово немало послаб градоначалник, мада не ги успорувам нејзините други квалитети како човек и
како особа, меѓутоа како градоначалник ја мислам и тоа го кажуваат тетовчани, бидејќи јас сум половина тетовчанец, ми кажуваат дека и ние гледаме дека е меѓу послабите градоначалници што ги имала во историјата.